Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе поразговараме во однос на она што ветивме темата дали сме дојдени до дното или не. Значи ќе ги погледнеме сите критериуми во однос на она што веќе го разговаравме во однос на дно, кои би биле главните показатели, како и ќе погледнеме какви се изгледите во наредните да речем месец до 2, во кој што би можеле да бидеме во плюс или минус и зошто е тоа така. Со тоа што нормално ќе направиме основна анализа и ќе почнеме од там. Значи првенствено, како што рековме, во однос, значи денеска највеќе ќе разговараме за самите изгледи, дали се наоѓаме на дното или не. Значи ќе погледнеме овие индикатори до каде сме со истите и уште колку ни е потребно за да утврдиме дека навистина сме го направиле дното. Со тоа што значи ќе започнеме поред 200 и 300 неделна средна вредност. Значи ова можеме да го погледнеме овде. Како што рековме на овој чарт, ни се представени 4MAs, каде што имаме 200 и 300 неделна вредност, тоа се црвената и плавата линија, кои што досега историски, како што рековме, значи гледаме дека представувале дно на претходните bear маркети, како во 2017, така и во претходниот во 2013 година, значи гледаме дека 200 неделната средна вредност представувала во двата случаи дно, со тоа што во 2017 имаме и допирање на 300 неделна средна вредност во овој случај овде, со тоа што сега моментално, значи не успеавме да допреме 300 неделна средна вредност, но успешно се пробивме над 200 неделна средна вредност, значи овие две свеќи ни представуваат успешен пробив над 200 неделната средна вредност, но најчесто ваквите пробиви резултираат со ретест. Иако некогаш ретестот, како во оваа ситуација, е потребно долго време пред истиот да се оствари, значи затоа мораме да го земеме у први фактот дека ретест е најчесто главната потврда дека сме успеале да освоиме одредено ниво. Во оваа ситуација се наоѓаме на тоа ниво на неделна база и сега овдека ќе означиме уште еден неделен момент. Значи ова е неделно ниво кое што е многу битно следно, каде што верувам дека ќе имаме солиден отпор, а тоа е падот на Тера Луна. Значи овој вик овде, оваа сенка на свеќата, представува падот на Тера Луна и со тоа и овој комплетен пат надоле, но оваа свеќа, оваа недела беше буквално моментот кога Тера Луна отиде до нула, затоа верувам дека тоа ќе биде следната главна пречка во движењето на цената на биткоин нагоре, со тоа што следна после ова, како што можеме да видиме, ние директно bull market support бендот, со тоа што овдека би сакал само уште едно нешто да ви покажам, значи ќе го исклучиме волуменот, ќе го додадеме VPVR, кој што е во случајов многу битен. Само момент. Не знам зашто не успеавме да го направиме. Да. Тоа што каре сај ќе го исклучиме, чисто за да видиме што се случува со VPVR, за што ни е побитен во оваа ситуација. Значи секогаш подесувањето на VPVR да биде со 200, за да биде попрецизен, и го ставаме на лева страна за да ни биде поедноставен за следење, затоа што на десна страна најчесто ги гледаме самите свеки. Значи, гледате што сакам да кажам. Моментално се наоѓаме на цело ова поле на тргување, со тоа што овој предел целосен до долната страна каде што очекувавме да биде акумулацијата, а со тоа и практично долната граница на bull market support бендот, гледаме дека во овој цел сегмент до 30, негде 28, па и 30 би рекли, значи 28.000 да речеме, немаме буквално никаква поддршка, ниту отпор на цената, што значи дека доколку успееме овој залет да го продолжиме нагоре, тогаш голема веројатност е дека немаме практично никаков отпор овдека, значи цената може слободно да се движи нагоре. Иако тоа не значи дека веднаш ќе се случи, но овој рели може да се случи до овој сегмент поради неколку причини за кои што ќе поразговараме подоцна, но сега прво да ги погледнеме самите индикатори да видиме до каде сме со истите. Значи, тоа беше 200 и 300 неделна средна вредност, која што гледаме дека е исполнета и гледаме дека цената се вратила над неа, што значи дека можно е да формирала дно, но нема да избрзуваме, ќе ги погледнеме сите и ќе кажеме како се до тоа изгледа на крајот. Значи, индексот на инфлација во потврден пат. Сега, вториот и третиот ги оставам за крај, затоа што тие се најбитни, тие рековме дека претходниот пат тие ни фалат
И ќе ви кажам зошто, со тоа што прво ќе ги погледнете последните три, а потоа ќе се вратиме на вториот и третиот кои што се најбитни во оваа ситуација. Промена на трендот во Heiken Ashi свеќите на неделно и месечно ниво. Сега, овдека е многу почист чартот, затоа овдека ќе го провериме на неделно и месечно ниво, да видиме што се случува на Heiken Ashi, со тоа што ова може да го избришеме за да биде по-едноставно. Значи, кога ќе смениме во Heiken Ashi, на месечно ниво гледаме дека се уште сме во целосен даунтърн. Значи, се додека не добиеме ваков тип на свеќе, неодлучно, кое што има помало тело од своите сенки нагоре и надоле, било кој од овие, например, се до тој момент нема да можеме да очекуваме промена на трендот. Гледаме дека тоа, например, се случува во моментот кога сме влегле во булиш, во бериш, извинете, исто така и овде во текот на летото. Значи, ваков тип на свеќе е предвестник на промена на трендот, се уште не е добиена, но за разлика од тоа на неделно ниво, гледаме дека имаме солиден тренд нагоре, кој што, како што рековме, треба да потврди барем неколку свеќи поред за да можеме да кажеме дека е тренд, а тоа и се случи. Значи, и затоа верувам дека Heiken Ashi свеќите во моментот, посебно на неделно ниво, се на наша страна, што мене ми е доволен индикатор да можам да кажам дека и овој индикатор е исполнет. Следно, рековме 5-6 свеќи од гозискиот канал. Значи, во оваа ситуација и повеќе од 5-6 свеќи од гозискиот канал поминат, тоа е 1, 2, 3, 4, 5. Овде као прилика би требало да биде формирање на дното, според досегашната историја на гозискиот канал. Рековме дека барем од досегашните искуства со гозискиот канал како индикатор, гледаме дека 1, 2, 3, 4, 5, петата свеќа или шестата свеќа најчесто, значи оприлика 5 до 6 недели после промена на гозискиот канал од зелен во црвен, сме добиле дно. Исто и овде, еве чисто за да видите и сами, дека тоа и претходно се случувало, значи гледайте, 1, 2, 3, 4, 5 свеќи, значи петата или шестата свеќа оприлика, односно 5 или 6 недели, тоа е оприлика месец и пол после промена на зелен во црвен Гаусов канал. Значи имаме гозиски канал, имаме утврдување на дно, што значи дека и овој е исполнет со оглед на фактот дека е поминато и повеќе од тоа време. Гледаме дека точно прилика во тој сегмент и остварено дното. Значи гледате, имаме 1, 2, 3, 4, 5. Значи оприлика во овој сегмент овдека треба да имаме дно, што доколку го погледнеме, значи нели од претходните историски гледано, ова е исполнето. Со оглед на фактот дека ова е најслабиот индикатор овде, но сепак е добар показател. И она што сакаме уште еднаш да го утврдиме е, значи овде ќе ги погледнеме, значи нема да ги погледнеме на Market Cipher, значи ќе ги погледнеме самостојно со цел поубаво да можеме да видиме што се случува со овие индикатори. Значи Relative Strength Index имаме, веќе втор пат го имаме, ни треба Stochastic RSI имаме. Само момент, Stochastic RSI. Сега ги имаме сите и можеме да погледнеме што се случува со истите. Значи во неделно ниво ќе погледнеме, затоа што на неделно ниво првенствено се случува промената во ваквиот тренд на неделно ниво. Значи, прво, Stochastic RSI е наједноставен за поглед, гледаме дека имаме солидна корекција. Дури овдека јас верувам дека ако промениме сега назад на месечно ниво, гледате дека е дури и на месечно ниво имаме, затоа што Stochastic RSI е првиот кој што го дава оној момент за промена на трендот, кој што во случајов е сосема под нулата, односно oversold во оваа ситуација. Гледаме дека на месечно ниво, например, RSI се наоѓа блиску до 50, но кога ќе погледнеме на целосниот чарт од биткоин, ова е на најниската вредност што некогаш бил, и гледаме дека исто така MACD е во потврден пат се уште, значи немаме дури ни столб со светла боја за да би очекувале некаков пресврт, но затоа и реков најчесто, значи ќе го најдеме, промената на трендот ќе најдеме во неделниот чарт, прво па многу подоцна во месечниот, затоа што ваквиот тип на индикатори се лагирачки индикатори, односно многу покасно ја добиваме информацијата од моментот кога навистина се случило. Сега, RSI гледаме дека е на најниска вредност што некогаш бил, гледате. Значи RSI на биткоин, добро, ова е на почетокот, нормално, нема да го земеме препред, но RSI на биткоин, ова е прв пат што успеал да достигне вредност од 25,5. Со тоа што оваа корекција нагоре, иако можеби ќе биде нели повторно пат, па повторно движење нагоре, значи за прв пат во историјата на биткоин во RSI се наоѓа во oversold. Значи ова за кратко тоа нема ни да го рачунаме, прв пат се наоѓа во oversold, односно препродадено.
Значи гледаме дека и оваа корекција е успешна нагоре, значи дека сток RSI и RSI се на наша страна, ни покажува дека имаме солидна корекција нагоре и гледаме дека RSI има уште многу задвижење нагоре и MACD исто така многу битно, значи конечно сега тоа е проблемот што гледате во претходниот пат кога дојде прекршување очекувавме движење нагоре и се случи обратно движење на цената. И овде сега веќе имаме, но мораме да добиеме барем солидно да се раздалечат сигналната и базичната линија пред да можеме да тврдиме дека навистина сме во целосна промена на трендот. Гледаме дека и овде конечно за почеток за прв пат имаме зелен тренд, односно над нулата. Значи тоа се многу добри показатели, но нели повторно, овие не може да ги земеме еден по еден засебно, значи мораме да ги земеме како група, мораме да ги земеме еден по еден во однос на нивната целосна. Значи, колку повеќе се, толку поголема веројатност дека тоа ќе се случи. Сега, значи како што рековме, гледаме дека овие последни три и првиот индикатор не се исполнети. Значи гледаме дека навистина на неделно ниво, навистина се исполнети, тоа е тоа што го очекувавме за да утврдиме дно. Сега, тоа е следните два индикатори, каде што за прво ќе разговараме за овие USIRYY, односно ова е индексот на инфлација во Америка, кој што за жал е многу битен, посебно во однос на сите маркети во светот, затоа што како што рековме и до сега, значи резервната валута на светот е доларот, а со тоа и се што се случува со доларот директно има ефект на целата економија во светот, значи директно. Со тоа што во оваа ситуација, значи прво морам малку да ве разочарам, иако добивме многу добар пат од 9,1 на 8,5, тоа се 0,6%, што ако провериме во однос на претходните стапки, значи гледаме дека постојано уште од средината на претходната година се движи нагоре за отприлика 0,5% со, гледате, значи се движи буквално 0,5% нагоре постојано, така, со исклучок на април кога имавме пат и потоа раст нагоре. Повторно, со тоа што ваквата корекција е солидна, но мораме да имаме барем уште една таква корекција, солидна, во која што би можеле да утврдиме да, ова навистина е успешна корекција и навистина имаме заоблување на овој индекс. Затоа што, гледате, значи една таква корекција не е доволна за да можеме да кажеме дека навистина сме успеале да заоблиме инфлацијата со стапките кои што беа поставувани од страна на ФЕД. Значи затоа и реков, барем уште еден месец ќе ни биде потребен, односно ќе мораме да почекаме што ќе се случи на 13 април, извинете, на 13 септември, во однос на следната стапка која што ќе биде утврдена за месец август, за да можеме да кажеме, например, 9,1 на 8,5, 8,5 на 8, тогаш веќе можеме со сигурност да кажеме дека навистина успеале оние 2,5% што досега ги имаме од ФЕД како каматна стапка на принтањето на долари фактички од ФЕД кон комерцијалните банки. Ако тоа е успешно, значи ако овие 2,5% се доволни, тогаш мораме да имаме барем уште еден последователен месец од ваков тип на пат, за да можеме да кажеме дека навистина инфлацијата е заоблена. Значи тоа е првото нешто што иако 0,6% е сосема солидно и овој раст на пазарот е директна последица на ваквиот тип на пат на инфлацијата, но растот ќе продолжи. Сега ќе ви кажам и до каде. Но проблемот е што мораме, за да успееме да кажеме дека навистина заоблена инфлацијата и дека е потврден пат, мораме барем два последователни. Тоа е минимум, значи тоа е минимум кој што ни е потребен за да можеме да кажеме да, еве 2 месеци последователно паѓа по да речеме солидна количина од 0,5%, за да кажеме да, инфлацијата е заоблена, тоа значи дека навистина тогаш сме го утврдиле дното. Сега проблемот што е? Кога утврдуваме врвови и кога утврдуваме дно, најчесто, значи дното и врвот ние никога, па речем 99,9% од луѓето нема да успеат да го продадат или да го купат дното, да продадат на врвот или да купат на дното. Проблемот е во тоа што многу често потребно е време за да увидите дека навистина сите индикатори кои што се потребни за вие да се осигурате дека сте го поминале дното се позитивни и на ваша страна. Сега, затоа и постојано ви велам дека DCA е одлична тактика дури и да не го допрете дното и да не купите се на дното, значи да алоцирате дел од него на дното. Тоа што го направивме ние, значи ние успеавме овде да алоцираме и ако тоа навистина било дното, тогаш значи дека ние сме направиле солидно со тоа што на колку беше негде околу 18,500
биткоин ние купивме, да речем, одредени криптовалути дел од нашето портфолио. Потоа го направивме истото уште еднаш, повторно. Поентата што е, DCA ви дозволува, дури и да има следна корекција, ние се уште имаме дел од нашето портфолио кој што ги можеме повторно да го алоцираме ако имаме повторна корекција надоле. Затоа што пазарите во однос на тоа што може да случи се непредвидливи. Значи доволно е утре да почне војна помеѓу Америка и Кина, ние повторно ќе влеземе во пат. Значи да ви биде јасно. Сега моментално со ваквиот тип на пат на инфлација од 0,6%, тоа е одличен момент и до следната инфлациона стапка на 13 септември ние ќе имаме раст. Значи тоа е општо познато затоа што ние веќе имаме позитивна вест, а нема кој на некој начин од економскиот свет негативни вести кои што може да пристигнат се инфлационата стапка, нова каматна стапка од ФЕД, кој што моментално е на одмор и нема состаноци до септември, и следно е нешто за што ќе зборуваме денеска за прв пат, а тоа е, они имаат и посебен извештај за колку моментално се бараат работници на пазарот. Сега, во оваа ситуација, што повеќе работници се бараат на пазарот, толку економијата дава знаци дека е по-солидна. Но за тоа ќе зборуваме малку подоцна, сега ќе се вратиме на завршување на овие неколку индикатори за кои што разговаравме, а потоа ќе почнеме да разговараме и за моменталната ситуација на економијата и што очекуваме од истата. Сега, значи, генерално за инфлацијата, пак ќе кажам, значи 50% од овој индикатор е воспоставен. Јас би очекувал барем уште еден пат надолу, за да можеме да кажеме дека да, навистина тоа било врво, дури да имаме некоја повторна корекција нагоре, да не биде, значи, затоа што од 0,6 многу е лесно да се коригираме повторно до претходната вредност. Затоа ќе почекам уште еден месец за да кажам дека навистина сме успеале да го заоблиме овој индекс на инфлација и затоа, например, се уште чуваме 50% од преостанатото портфолио во stablecoins и кеш со цел евентуално, ако ова не е навистина врвот, верувајте ми, многу брзо ќе се сменат работите на пазарот и ќе се врати цената надолу, ќе купиме уште еднаш. Значи затоа нема да брзаме, јас барем како тим ние нема да брзаме, како што ви реков и досега. Значи ние во однос на тоа што случува на пазарот, алоцираме. Рековме дека досега алоциравме уште 25% пред неколку дена, но тоа беше поради овие, значи ова е навистина нешто сосема друго на пазарот, затоа и моравме да алоцираме затоа што можно е да немаме доволно алоцирано на самото дно и кога цената ќе се придвижи нагоре да бидеме фактички да ни биде криво што не сме алоцирале, затоа на пример подобро е барем 50% од нели она што ни преостана на портфолио да го алоцираме до овој момент, па и да сме грешка, нели, ќе се врати надолу и ќе алоцираме уште 50%. И да сме во право во однос на тоа што гледаме моментално и да речеме навистина дека тоа е дното и да се придвижи нагоре, ние се уште, значи пак сме на некој начин блиско до дното со оглед на фактот дека како што разговаравме претходно, значи од целосната корекција до овој момент, од претходниот врв, значи ние сме во длабока корекција. Дури и сега на пример ние да купиме и во овој момент, значи ние сме 64% во минус од претходниот врв. А очекуваме многу повисока сцена во следниот bull market, со тоа што било 73. Значи ние сме пропуштиле 10%. Толку сме пропуштиле во, да речем, оваа голема шема на случување, затоа и ви реков, значи нема потреба да се брза, ние воопште не брзаме, знаеме дека после секој PR маркет, како што гледавме до сега, ако се сеќавате, значи цената не оди никогаш веднаш нагоре, гледате. Значи потребни се барем, гледате, во случајов имавме како што проверивме претходниот пат, неколку месеци цена да се движи во овој ист, да речем, радиус, во овој предел, во ова поле, со тоа што се движи зигзаг. Значи истото се случи и во претходниот bear market, гледате. Значи затоа и рековме дека нема потреба брзање. Никогаш цената нема веднаш се придвижи нагоре. Далеку сме од халвинг, тоа е она што постојано ви го кажувам и затоа ви велам дека нема потреба брзање, но и во исто време треба да бидеме предпазливи да не чекаме премногу со цел да го промашиме и она што ни било, нели, дека сме биле блиску до самото дно. Затоа тоа е поентата на DCA. Значи вие купувате во целиот оваа област, во ова поле, па некој ќе биде од тоа поблиску до дното, некој ќе биде подалеку, но во големата слика на целиот овој пат, ние сме на многу ниско ниво. И уште еднаш ќе напоменам, затоа и секогаш го чувам и овој чарт отворен, значи ние сме многу, само ќе го скриеме ова, за да можеме да гледаме што се случува, значи ние сме многу под самите нивоа во кои што би требало да акумулираме, кои што претходно како што можеме да видиме дека биле навистина солиден момент каде да се акумулира, а каде да се продава. Значи гледаме пред претходните бранови.
Поентата е во тоа што самиот Фибоначи представен на логаритмичкиот приказ на биткоин ни покажува дека навистина е одлично место да се акумулира. Без разлика дали ќе купите во оваа ситуација или сте купиле овде или ќе добиете да речеме уште една корекција и повторно ќе купите, гледаме дека дури да дојдеме до самиот 50% ниво Фибоначи на оваа логаритмички приказ, ќе имаме огромен пораст од дури да сме купиле овде, дури да сме касно и сме купиле во овој момент. До ова логаритмичко, 250% има само до 50% од логаритмичкиот приказ, а тоа не е само моментот каде што треба да почнеме да продаваме во следниот бул маркет. Како што рековме, секогаш кога е под 50% акумулираме, секогаш кога е над 50% продаваме, со тоа што најдобри нивоа, како што рековме, секогаш се овие зелени нивоа кои што за жал не ги достигнавме претходниот пат, но затоа и го имаме овој. Само треба да направам undo за да се врати. Затоа имаме оваа формација која што како што можеме да видиме од почетокот на самиот биткоин, ни покажува дека се наоѓаме во овој канал, уште од целиот биткоин, уште самиот почеток е на месечно ниво. Добро, за жал мораме да го вратиме на месечно ниво. Сакам да ви покажам дека се наоѓаме во одлична позиција без разлика дали ќе купиме сега или ќе купиме подосна, во целиот овој период е одлично време да се купи, нема да направите грешка, затоа што како што рековме, се наоѓаме на 65% корекција од самиот врв и гледаме дека во овој канал се наоѓаме на апсолутно до дно. Дури цената да се придвижи малку подолу, тоа е колку 18.000. Од овој момент не може директно да падне доле, а и да падне тоа е буквално претходното дно, односно 17.5 до 18.000 оприлика. Што значи дека апсолутно до дно на овој канал, што гледаме дека досега не било скршено, е многу близко до моментот кај што се наоѓаме, така да ќе повторам уште еднаш, се наоѓаме на одлично место за купување, нема да сгрешите во никој случај, посебно доколку сте инвеститор, нормално. И уште еднаш да напоменеме уште последната, односно индексот на вредноста на долар DXY во потврден пат. Сега, ова е малку потешко за утврдување, затоа што кога ќе го погледнеме, првенствено да се вратиме назад на месечно ниво и да видиме што е уствари ово што ние го гледаме, многу појасно е кога ќе погледнеме како изгледа целиот месец, целиот индекс на оваа голема шема. Гледаме дека она е тоа што постојано укажуваме дека самиот индекс на доларот е во постојан пат. Гледате. Само ќе навлезам вака за да може да видите подобро. Самиот индекс на доларот е во постојан пат. Овој канал постојано ја бутка вредноста на доларот надолу и надолу и надолу. Со тоа што еден циклус на биткоин некогаш трае и цели декади. Чисто да ви покажам како прилика изгледа овој булран на доларот, прост пример. Од 80-тите години, тоа е во август 80-та, траел до, гледате, крајот на булранот бил 85-та година. 5 години имал булран, со тоа што имал и 3 години бер, самиот долар. Гледате, овие бул маркети се многу долги, е оваа ситуација од 95-та до 2002 година. Тоа се 7 години бул маркет во кој што имаме корекции и движење. Сите овие мали корекции представуваат бул маркет за самиот индекс на во случајов да речеме SPY, затоа што тој го гледаме S&P 500, така. И во оваа ситуација гледате, бер маркетот од 2002 до 2005 практично. 3 цели години имало бер маркет. Сега, оно што сакам да ја покажеме дека иако вредноста постојано се движи надолу, нема каде да оди освен надолу, за жал, секој принтање на пари прави инфлација, секоја инфлација го намалува вредноста на доброто постепено. Сега, се наоѓавме во овој триаголник од кој што успеавме да пробиеме нагоре и поради оваквиот триаголник кој што е масивен, замислете да започна од 2002 година. Оваа формација се гради 20 години пред конечно да пробиеме нагоре над истата и ваквиот пробив, ако се сеќавате, тоа колку измериме во оваа ситуација би бил многу над ова ниво, но јас не верувам дека ќе успее да стаса. Гледате дека дури и ова ниво, тоа е уствари последниот, ова е корекција пред голем пат, во 2002 година септември, која што моментално представува солидна прешка. Гледате колкава корекција доби самиот индекс на доларот после приближување кон ова ниво. Со тоа што приказната не е завршена, истиот само се врати во Болинџер бендот, а се уште е нагорен трендот, можеме да погледнеме дека иако е oversold, ова е индекс кој што некогаш може во oversold да стои и солидно време. Гледате, ова дека стоја во солидно време од 2014 крајот до
2016, значи цели 2 години се наоѓа во оверсолд. Тоа е оно што ви го кажувам, дека не можеме да брзаме посебно не со долар индексот, со тоа што и во оваа последна корекција гледаме дека ова е последното ниво на корекција кое што успеал да го направи, значи сега ова е земено на дневно ниво, ако го земеме тоа на неделно ниво, корекцијата се придвижила до 61,8%, односно Golden Ratio. Значи, гледате, тоа е уствари нивото во кое што успеала да стигне и ова претходно ниво кое што го пробивме, ова беше практично ретест. Значи, гледате, имаме пробивање на ово ниво, ретест, што значи дека генерално DXY индексот не покажува знаци на слабост, значи он не е дојде ни до половината на Bollinger Bandот, а да не разговараме за промена на трендот надолу. Со тоа што на неделно ниво гледаме дека имаме bearish divergence и имаме утврдено дна, тоа се дури 4, не е 1, и гледаме дека се движи се надолу. Тоа е во ред. Но не заборавајте дека ова е само дел од поголема корекција, која што иако се движи, може да се движи и со месеци надолу, може во било кое време да се акумулира во овој период, да речем на претходниот, гледате, че ова е буквално ретестирање на претходниот врв. Сакам да ви кажам дека овие работи многу лесно може да се сменат доколку Фед одлучи во наредниот состанок, да речеме во септември, да стави уште една каматна стапка, со тоа што се зависи од тоа каква ќе биде стапката на инфлација на 13 септември за август. Значи, она е тоа што ви кажувам. Сега за сега, DXY е во пад, да, и DXY и инфлацијата се во пад, но оваа корекција нема да биде успешна се додека не добиеме, гледате, значи овде ќе имаме врв. Кога ова дно ќе биде помало од ова дно на неделно ниво, како што рековме, значи тоа ќе биде прекршен овој тренд, затоа што во овој момент гледате дека имаме врв, повисок врв од претходниот, пониско дно од претходниот, повисок врв претходниот, пониско дно. Значи гледате дека тоа е само нагорно движење на целиот овој тренд. Повисок врв, пониско дно, повисок врв, пониско дно. Се додека не направиме пониско дно од претходното, тогаш значи сме во нагорен тек. И затоа моментално гледаме дека и оваа корекција на неделно ниво е само корекција од Golden Ratio, што е уште пострашно. И гледате, значи корекцијата е успешно завршена и моментално цената повторно се враќа нагоре. Но нормално мораме да видиме како ќе се одвиваат работите понатаму. Значи ова е таа голема корекција која што се случува во ред, но мораме да видиме затоа што гледате, ако го погледнеме тоа на пример на неделно ниво, изгледа како акумулација. Значи ова на пример поле овде кај што не успеа да го пробие, сеќавате ова поле беше од многу поодамна во една од оние свеќи кои што се движи обратно од целиот бран. Значи погледнете ги претходните анализи ќе видите, гледаме дека цената се движи во и под ова поле, значи гледате ова долната граница на ова поле уствари представува своевидна граница која што повторно се ретестира и се ретестира, а на тој начин се врши акумулација, затоа што се наоѓаме во долниот дел од Bollinger Bandот и ако продолжиме без пад до претходно дно, значи овој пат под ова претходно дно ќе значи дека официјално сме тргнале во даунтренд, а за тоа потребно е и инфлацијата да тргне нагоре и Фед да престане да става нови rate hikes, односно каматни стапки, затоа што секоја нова каматна стапка автоматски ја дига вредноста на DXY нагоре и нагоре. Значи не го заборавајте тоа и уште една многу битна работа. Значи оно што постојано ви кажувам, не заборавајте дека 0,75 претходната се уште не одиграла. Тоа е моје мислење. Гледајте, значи потребно е некое време да паѓа истиот, се додека истата навистина не земе замав на пазарот за да имаме движење нагоре. Исто и овде. Паѓа, се додека не земе замав да се движи нагоре, исто и овде, гледајте, значи ние имаме буквално паѓање. И сега во оваа ситуација, значи кога на пример навистина ќе почне да реагира оваа 0,75 нова или целосната 2,5% каматна стапка на се што е дадено надвор од Фед кон комерцијалните банки за они понатаму да го даваат на физички и правни лица па и држави. Значи сето тоа кога ќе се врати назад, тогаш ќе имаме растење на DXY, а најчесто е потребно време за ваквиот тип на мерки да одиграат на пазарот, значи да вистина да земат сила. И затоа уште еднаш ќе напоменам. Овие две се уште не се исполнети, иако првично според ова што го видовме до сега, значи затоа што инфлацијата сама по себе е падната, новата 0,75% изгледа како навистина да има ефект, се додека не добиеме втор месец во кој што и инфлацијата ќе паѓа и Фед нема да направи следна каматна стапка и ова DXY на пример ќе продолжи да паѓа во корекција надолу,
до тој момент нема да потврдиме дека овие се исполнети, но тоа не го менува фактот дека половина, значи да речеме 50% од последните два услови се исполнети. И ако погледнеме на целосна, да речем, табела, ние фактички имаме утврдено дно. Значи фактички да, но реално ќе биде утврдено само во моментот кога. Еве сега уште еднаш ќе повториме. Значи, кога следно на 13 септември ќе добиеме, да речеме, уште 0,5% пониска, сега мора да биде значително, значи 8,5, 8,4 нема да значи ништо, тоа значи дека стагнира. Тоа не значи дека паѓа. Значи потребно ни е солидна падјачка вредност како уште 0,5-0,6%, за да можеме да тврдиме пад во инфлацијата и заобнување. Следно, значи, ова се трите работи кои што доаѓаат посебно во следниот период, кои што прво се поврзани со утврдување на дното, а второ се поврзани со тоа како економијата сама по себе ќе се развива. Значи, како што рековме, ова се трите работи. Значи, кога е Consumer Price Index е CPI, односно индексот на инфлација, така се нарекува КАИФ. И тоа е популарниот индекс, значи има и друг кој што е Core индекс, но ово е тој што ние го следиме. Значи, следниот е на 13 септември. Така. Сега, интересното од целата ситуација е, на 13 септември, заедно со состанокот на ФЕД на 20 до 21 септември, ќе дознаеме со сигурност дали економијата се опоравува во Америка, со тоа и во целиот свет. За жал, мораме да следиме како е во Мурика прво, па после да видиме дали се опоравува во целиот свет, ама за жал, така функционира, верувале или не. Сега, кога ќе утврдиме дека тоа е вистина или не, во тој момент ќе можеме да разговараме прво дека е формено дно и второ дека имаме практично не само дно на DXY индексот и повторно не само врв на DXY и индексот на инфлација, туку исто така ќе имаме дно и на SPY, односно тоа беше, само да вратам на неделно ниво, значи SPY индексот, односно S&P 500, каде што гледаме ќе имаме солиден напредок нагоре, значи во тој случај ќе имаме утврдување на дно и во SPY индексот и во Nasdaq индексот, кој што можеме да видиме ќе имаат стварно навистина солидни корекции, што јас не го очекував, мислев дека е премногу рано, но ова го верувате ми, цел пазар го изненади. Сите очекуваат дека ќе има негативни вести, посебно во однос на инфлацијата. Јас очекував дека ќе имаме уште повисока инфлација и затоа и очекував дека ќе се коригира надоле пазарот и дека ќе успееме да купиме уште повеќе за помала цена. Сега, не заборавајте. Значи ова се работи кои што за жал не може да ги предвидите. Ова се индекси кои што се познати само на одредена мала група на луѓе кои што ги објавуваат новој датум и од тој момент пазарот се придвижува како што ќе се придвижи. Сега, битното што е? Значи ние треба да знаеме како да ги читаме и што да очекуваме кога овие извештаи ќе испаднат. Повторно, не брзајте на пазарот и не купувајте, продавајте со леверидж веднаш после давање нови индекси, но току го сакате да купите. Овие индекси се многу добар момент да ви кажат што се очекува во следниот месец, затоа што како што може да видите се распределени на еден месец и кога имаме негативен или позитивен индекс, знаете дека во прилика следниот месец или ќе се движи нагоре пазарот или надоле. До сега го видовте и сами. Колку повисока е, значи колку е повисок овој индекс, толку повеќе страф на пазарот и толку повеќе пазарот паѓа надолу. Со тоа што ако се сеќавате, јас буквално пред да го објавам овој индекс ви кажав дека ако индексот падне, и тоа зборуваме за оприлика 0,5 и повеќе, ќе имаме слобода на пазарот, многу луѓето ќе се охрабрат и ќе почнат да инвестираат во ризични добра, што и се случи. Значи буквално како што кажавме. Тоа е поентата што многу едноставно е да се читаат овие работи, но ова е на макро скала. Затоа и ви реков, на дневно ниво е многу тешко да правите анализа. Но кога станува збор за ваков тип на макро скала, овие индикатори јасно ви кажуваат каде моментално се наоѓаме и како треба да се однесувате на пазарот. Сега, следно што сакам да го спомнам е, ова е уствари практично како еден вид анализа на ситуацијата со вработените во пазарот на Америка, со тоа што ваквата анализа ни покажува дали имаме зголемување или намалување на барањето за вработени во Америка. Со тоа што во оваа ситуација исто така и ова е многу битен, само досега не сум го спомнал затоа што мораме постепено да ги внесуваме работите во нашите анализи за да имате време да научите како да ги користите и да видите како се реагираат и како повеќе информации внесуваме, така повеќе да на некој начин и вие самите ви биде јасно, значи да не ви дадеме наеднаш милиони информации без да имате шанса да научите и да се на некој начин да се прилагодите на самиот напредок на материјалот на каналот. Сега, значи гледаме дека слично на тоа, на 7 септември ќе биде објавен
практично ова е, како што рековме, анализата за статусот на колку практично вработени се бараат во Америка во однос на претходниот месец. Со тоа што значи нас е битно на 2 септември да знаеме каква била ситуацијата во август. Со тоа што значи што е најбитно што треба да извлечете од ваквата анализа? Колку повеќе се зголемува бројката на барање на отворени работни места, толку повеќе економијата е здрава. Затоа што колку повеќе компаниите се склони кон вработување на нови луѓе, толку повеќе значи дека истите се склони кон трошење на пазарот. Значи истите не се обидуваат да се затворат, туку се обидуваат да се отворат, да се разградат. Значи затоа е многу битно да се следи и овој извештај, но досега не го спомнувавме за да не биде премногу комплицирано. Со тоа што овој извештај не е директно како стапка, како што например овде гледавме во DXY индексот или во индексот на инфлација. Значи ово е буквално бројка. Значи бројка во која што се споредува претходните бројки се гледа дали има зголемување или намалување. Со тоа што досега Фед воопшто не беше исплашен во однос на инфлацијата, затоа што бројката на потребни работници во Америка постојано се зголемува и остана доста голема, за разлика од инфлацијата која што исто така се зголемува во исто време, а овие се обратно пропорционални. Односно, доколку економијата е исплашена, значи истите ќе престанат да бараат нови работници и ќе почнат да го намалуваат овој број на генерално државно ниво и со тоа ќе се покаже дека инфлацијата навистина ги уплашила компаниите и самата економија и сега веќе економијата се враќа во рецесија. Но значи иако имавме 2 месеца негативен GDP, односно производство на бруто домашен производ на Америка, што уствари по дефиниција значи рецесија, значи тоа е тоа. До сега, значи во целата економска историја тоа е рецесија. Нормално Америка одлучи дека тоа не е, сега веќе има нови правила кај нив, нормално они се именуваат правилата како нив им одговара, затоа што си можат. Сега, значи да го оставиме тој факт на страна дека имаме рецесија во Америка, што е вистина. Значи они го гледаат буквално, буквално целата анализа што ја направија на претходната стапка 0,75% ја извадија од оваа анализа дека навистина во целиот овој период, иако со висока инфлација, значи бројката на вработени се уште е на високо ниво, односно на потреба вработени е на високо ниво. Затоа од сега ќе следиме и оваа, која што следна ќе биде на 2 септември, со тоа што значи доколку ги групираме сите овие работи, гледаме дека од сега па натаму немаме ништо што не запира барем до 2 септември за цените да се движат нагоре. Затоа што секогаш Фед ги прави овие состаноци после издавањето на овие две анализи или 2 репорта. Значи прво ќе го добиеме на 2 септември за август, каква била ситуацијата во однос на потребните работници на пазарот, па на 13 септември ќе добиеме CPI, односно колкава е инфлацијата за месец август, и кога ќе го добиеме тоа, тогаш гледате дека на 20 до 21 септември ќе се вратат од домор крокодилите од Фед и ќе седнат и ќе разговараат дали има потреба од нови стапки на пазарот, што самите стапки би значеле движење на DXY нагоре и надоле и при тоа на некој начин манипулирање. Тоа е уствари нормална економска операција во која што движењето на DXY во еден или во друг правец буквално обратно пропорционално делува на сите останати пазари. Значи затоа и ви реков уште еднаш. Битно во ситуацијава што е дека во однос на она што може да бидат најголеми пречки од економски карактер, а тоа се инфлацијата, во случајов колку ќе биде повисока или пониска, и во случајов самиот репорт за вработување се далеку од моментот. Значи имаме уште практично 19 дена имаме до самиот репорт за вработување, а и многу повеќе до самиот репорт за инфлацијата дали расте или паѓа. Значи имаме уште многу време пред било каков, да речем, од економски тип шок да се случи на пазарот и ова да се смени. Затоа и овој тренд верувам дека ќе продолжи, барем до ова поле за кое што разговаравме, односно доколку успее да помине оваа граница на, како што кажавме, Тера Луна, истиот може да продолжи до негде приближно 28 до 30 ијади, значи тоа би било доколку немаме некаков шок кој што е непредвиден на пазар, како што кажавме, нова војна или нова криза, значи тие работи веднаш го минуваат текот. Но сега за сега се покажува bullish signs и ние не гледаме причина зошто ова да не продолжи. Со тоа што ќе повториме уште еднаш. Значи ние одлучивме да купиме посебно за Ethereum, затоа што станува збор за вест која што е значително поврзана со време и да го реалоцираме нашето портфолио да
содржи што може повеќе Ethereum, затоа што нема логика да промашиме вест како што е таа за Ethereum, еднаш во 100 години се случува такво нешто, посебно во оваа технологија која што е релативно млада, значи ова е нешто што досега не било видено. И паш ќе напоменам уште еднаш, оние кои што не го погледнале нашето посебно видео во однос на Ethereum и зошто тоа го направивме, значи алокацијата на Ethereum веруваме дека е еден од најдобрите потези што можеме да ги направиме, посебно во овој bear market кај што се наоѓаме сега или во ова потенцијално дно, со тоа што Ethereum, ќе повторам уште еднаш на мојот канал, значи јас лично мислам дека има голема шанса да направи флип на биткоин, а досега никогаш не бил поблиску за да успее да го направи тоа. Флипени, ако успее да направи и ако го преземе првото место, значи еве, нека постои мала шанса, но сепак постои. Ако успее да го преземе првото место по market cap на моменталната листа на криптовалути, тоа значи дека самиот ќе наметне свој циклус на bull и bear, што е комплетно друга приказна од оној 4-годишен циклус за кој што ние сме навикнати. Нормално, тоа не значи дека нема да делува. Значи 4-годишниот циклус на биткоин постојано ќе делува. Дури да е на второ и на трето место, постојано ќе делува. Но тоа не го менува фактот дека доколку не е на прво место ќе има многу помало дејство во однос на целиот пазар на крипто. А Ethereum не е поврзан со 4-годишен циклус, истиот има практично своји движења кои што досега не можеа да бидат правени слободно поради тоа што е второ место и е директно зависен од халвингот на биткоин. Сега, значи тоа нема да продолжам повеќе за Ethereum, доколку сакате да погледнете во нашето претходно видео, каде што детално објаснуваме зошто направивме такво структурирање на нашето портфолио во овој момент и зошто направивме најголем дел од нашето портфолио да биде во Ethereum. Но, ќе ве напоменам, е многу битно да го направите тоа и да погледнете. Сега, значи, како што рековме, моментално, да, има голема шанса дека сме оствариле дно. И да не сме оствариле, затоа имаме уште 50% од нашето кеш и stablecoin портфолио. Во случај да имаме повторна корекција надоле, во однос на следните CPI, односно инфлациона каматна стапка, инфлациона стапка која што ќе добиеме следниот месец, заедно со репортот за вработување во Америка и со станокот на Фед, значи имаме доволно средства и ако повторно се случи корекција да купиме уште еднаш, ако се придвижи нагоре и ако видиме дека нели навистина сме го направиле дното, тогаш ќе алоцираме солиден дел од нашето портфолио. Значи секогаш е паметно да имате дел од портфолиото во стейблкоини, односно кеш, во случај да се случат некои непредвидени работи, како што на пример тоа беше во оваа ситуација овде, гледате. Значи доколку вие навистина сте алоцирале се ова и најне случи повторна корекција, вие сте алоцирале се, значи вие немате пари овде каде да го направите тоа повторно. Значи ние и доколку алоцираме, ние секогаш ќе оставиме барем 10-15% и да го алоцираме целото портфолио, да се случи ова и да почне да се движи нагоре и да алоцираме овдека цело портфолио. Значи ние повторно ќе дадеме се од себе да оставиме барем 10-15%, како што е на пример, во случајов да речеме наредните 2 месеци сме добиле негативна стапка на инфлација, истата паѓа во солиден тек, каматни стапки не се ставаат нови, Фед престана со каматни стапки, истиот понатаму одлучува да речеме повторно да принта пари, значи и тоа да се случи, ние повторно ќе оставиме 10-15% за потенцијална корекција која што никогаш не знаете кога ќе се случи. Значи во таа ситуација беше пандемија, сега може да биде било што, може да биде нуклеарна војна, може да биде глад, може да биде било што. Затоа секогаш е добро да оставите барем 1% од вашето портфолио за евентуални такви непредвидени ситуации каде што имаме брз пад на пазарот, како што беше пример Terra Luna. Брз пад на пазарот каде што може да алоцирате во тој момент солидна сума на пари затоа што веќе сте трнале дел од вашето портфолио во кеш или стейблкоин. Сега, тоа беше генерално околу дното на пазарот, значи ние нема да направиме никаква анализа во однос на тоа што се случува моментално, затоа што е паметно да оставиме барем одреден период, како што е тоа, како што и до сега сте виделе, да видиме како ќе реагираат самите пазари во следната недела, после овој првенствен скок, значи мораме да видиме како ќе се стабилизира пазарот. Значи сите овие шокови на пазарот, позитивни и негативни, имаат време во кое што треба да го остават пазарот да се стабилизира, да си го најде своето лежиште. Затоа и нема логика да се прави анализа за тоа што се очекува, посебно не во сабота и недела. Значи јас можам да ви кажам на генерално ниво како што ви реков до сега. Од сето она што гледаме, ние очекуваме раст, барем во овој момент сега. Значи очекуваме раст затоа што нема што да не држи. Имаме солидни вредности на длабоко дно, со тоа што значи ние навистина сме направиле солидна корекција до сега и дека
овој баунс може да биде многу поголем, односно оваа корекција може да биде многу поголема од она што го очекувавме. До сега сето тоа го покажува. Дополнително самите економски фактори не охрабруваат да го мислиме истото, но како ќе се движи од недела на недела, тоа мораме да го анализираме првенствено после отварањето на SPY, односно Њујоршката берза и Nasdaq берзата, и да видиме како истите ќе реагираат во однос на претходната недела, вестите кои што се случиле и овој викенд, и кога ќе помине практично оној први 28 часа работење на берзата во вторник, во среда најчесто, затоа и постојано во среда са пајле, го правиме онаа главна анализа на биткоин како главна валута, и гледаме кои се потенцијалите во однос на неговото движење и што да очекуваме, затоа што тогаш веќе имаме целосни информации. Сме виделе како изреагирал Nasdaq, сме виделе како изреагирала Њујоршката берза преку нејзиниот најголем S&P 500 индекс, и можеме да практично анализираме технички што би се случувало понатаму со биткоин. Сега, тоа беа основните анализи кои што можеме да ги направиме во однос на дното. Дополнително би сакал да покажам дека имаме и солидна корекција на Fear and Greed индекс, но не заборавајте дека како што можеме да видиме, оваа корекција уште гледаме дека само ќе го зумираме на еден месец да видиме како исто да се движи. Само момент. Гледаме дека оваа крива е солидно во нагорно движење веќе, гледате, значи од самиот 16 јуни имаме само нагорно движење, а ништо не се движи само нагоре. Тоа што сакам да ја кажам, че гледате, се движи нагоре, но потоа имаме корекција. Се движи нагоре, па потоа имаме корекција. Поентата е дека, значи, веќе имаме солидно движење на оваа вредност до 46, тоа е, значи, половина од вкупниот метар, каде што, значи, тоа значи дека навистина сме направиле голем напредок во оваа корекција, што значи дека можеби е време според овој индикатор да направиме некоја мала корекција надоле, но повторно ти кажам, останува да видиме како изреагираат пазарите во наредната недела. Ова е само чисто да ви дадам апдейт каде се наоѓа Fear and Greed. Исто и овдека во берзите, значи гледате, на 55 веќе влегува во грид. Значи во среде bear маркет ние влеговме во грид. Тоа значи дека имаме многу повеќе заинтересираност на маркетот од тоа што реално маркетот може да издржи. Значи, знаете како, кога имаме fear, тоа значи дека луѓето не се интересирани купување, кога влегуваме во grid и extreme grid, тоа значи дека премногу купиле на пазарот. Значи, пак ќе кажам, 55 во среде bear маркет е голема вредност и е достојна за корекција надолу. Повторно, но нели, мораме да погледнеме како ќе се движи самиот пазар. Нема потреба од брзање, ова е маратон, не е спринт. Bear маркетот ќе трае барем до една година пред самиот халвинг, а тоа е јуни наредна година, а до овој ноември, декември се очекува дека во овој период сигурно е направено дното. Ако не беше направено, тогаш можно е да речеме до ноември негде да се направи уште една корекција каде што официјално ќе биде завршено дното. Затоа и ние се уште чуваме 50%, значи повторно ќе ви кажам, не брзајте, мораме да видиме како ќе се однесува пазарот, се уште е рано за да можеме да кажеме со сигурност дека дното е утврдено, и ако не алоцирате се на апсолутното дно, не е страшно, значи како што кажав, се наоѓаме на огромна корекција, значи само 10% од апсолутното дно се придвижиле нагоре во однос на целата корекција од претходниот врв. Се наоѓаме на 13 вредност, од кој што имавме длабока вредност од 9, но ако можеме да ги споредиме претходните значи bear маркети, таква ситуација сме имале само во првиот, кој што е на некој начин незначителен во 2011 до 2013, затоа што самиот коин тогаш е практично настана, да речеме, во тоа време, но гледаме дека следните bear маркети, значи CBBI индексот стасал и до 2-3. Значи ова корекција до 9 може ќе биде успешна, затоа што и врвот на самиот индекс, како што кажавме, значи цената во оваа ситуација не беше своевидна како претходните два blow of top кои што ги имавме во самиот биткоин циклус, затоа и може да се очекува дека нема да имаме апсолутно дно како што претходно се случило до 2-3 вредност, затоа и гледаме дека овдека највисоката вредност која што успеа CBBI индексот да достигне е 80. Но имавме многу на некој начин проблеми на пазарот кои што направија овој бул маркет да не биде тоа што сите го очекувавме, значи многумина сгрешија, еве јас вклучувајќи се и себе си, че очекував многу повисоки вредности, но за жал тоа не се случи. Значи очекувавме барем до 100.000 да стигне за да можеме да продадеме кога нели веќе сме имале акумулирано толку пари, но за жал ако не алоциравме доволно во нашата DCA стратегија за продажба, затоа што на некој начин бевме малку лакоми, а второ и
значи како што можеме да видиме, значи ние се водевме делумно и од оваа стратегија, каде што гледаме дека значи цената на биткоин никогаш не стигна до овие зелени левели кај што по правило треба да продадеме кога станува збор за нормален бул маркет, но затоа имаме подлабока корекција надолу, што значи дека во следниот бул маркет можеме да очекуваме можеби и многу повисоки вредности, но проблемот е што не го имавме ни овој квадрат фактичко, значи да го имавме барем ова, ние да речеме во претходниот бул маркет не ни беше познато ова. А гледате, значи ова досега на пример покажало солиден момент кога треба да продадете, кога треба да купите. Значи јас мислам дека на месечно ниво ништо појасно не покажува кога е апсолутно дно, кога е апсолутен врв од оваа формација на целиот чарт на биткоин на логаритмичката скала. Затоа ќе напоменам дека во следниот бул маркет сигурно ќе го земеме и ово предвид во однос на определување каде треба да купиме, а каде треба да продадеме, со тоа што не заборавајте дека гледаме дека самиот логаритмички показател влегува постепено во самата формација. Што значи дека во следниот бул маркет овие зелени бранови на продажба ќе се поистоветат со горната граница на оваа формација на биткоин, што ќе биде многу добар показател кога навистина треба да продадеме огромен дел од нашето портфолио, со тоа што овој пат многу повеќе ќе продаваме после 50%, ние тоа не го правевме претходниот пат, сакавме нели да добиеме максимална вредност, но овој пат многу повеќе ќе почнеме да продаваме од моментот кога ќе надминеме оваа 50% вредност, со цел да акумулираме поголема сума на пари за наредниот бул маркет. Нормално, тоа е планот, останува да видиме, ние како канал и понатаму ќе останеме да ви известуваме што правиме и да го делиме нашето знаење со вас. Уште еднаш ви благодарам за целата поддршка која што имате за нашиот канал, ви благодарам за она што навистина досега го цените знаењето кое што го споделуваме со вас. Ви благодарам на оние кои што ни праќаат информации во однос на тоа што ние сме го попуштиле на пазарот, што ни е многу битно. Значи каналот ни е за да учиме и ние, не само вие, и многу ни значи кога многу од вас на пример ќе споделат информации кои што не ни се познати, како што на пример беше оваа формација. Јас лично никаде не сум ја видел никој да користи оваа формација на логаритмичкиот приказ на биткоин. Тоа ми беше кажано од еден од луѓето на каналот. И уште еднаш ќе ве охрабрам во било кое време кога имате било каква информација која што може да направи бенефит за било кој што го следи нашиот канал, да ја споделите со нас, ние ќе ја споделиме веднаш на нашиот канал со цел да помогнеме на што може повеќе македонци да остварат профит во следниот бул маркет. Ви благодарам уште еднаш, се гледаме во наредното видео, од нас толку, имајте поздрав од каналот на Криптогемиџија.